Добар ден, почитувани, стартува 0N Plus емисијата за практично родителство. Денеска ќе зборуваме за проектот Креираме заедно, каде што деца со попреченост користат различни аудиовизуелни алатки и на тој начин добиваат глас да проговорат за своето секојдневие без посредници. Со мене во студиото е Мимоза Петревска Ѓорѓиева, новинар, автор на книгата Живот вреден за живење, во која што се сместени неколку приказни, односно исповеди на семејства кои што имаат дете со различна форма на попреченост и председател на Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, Марија. Вие неодамна ја издадовте книгата, тогаш проговоривме и за вашата животна приказна. Вие сте мајка на 3 ќерки, од кои што едната има Даунов синдром, Илина. И сега од ваше лично искуство би можеле да ги искоментирате поидовните точки на овој проект, односно како средината реагира на креативниот потенцијал на овие деца? Па вака, јас од позиција на родител пред се ќе зборувам сега. Малку со скепса се гледа на креативноста на овие деца. Се гледа со самото тоа што тие се поразлични, малку необични, нели, за окото на типичните луѓе, и на нивната креативност се гледа со мала скепса, со мала задршка, понекогаш и со недоверба, па и страв. Имајќи дете со пречки во развојот, морам да кажам дека овие деца поседуваат изворедна креативност. Токму поради тоа што поради различните комуникацијски проблеми кои што ги имаат со средината, тие често пати развиваат силна имагинација, имаат многу силен, имаат многу живописен внатрешен свет. И таа креативност кај нив е многу богата, многу оригинална, само треба да се најде вистинскиот начин да им се пристапи и да се мотивираат преку таа креативност на некој начин да се изразат себе си, својот натрешен свет, што е она што ги мачи, што е она што ги радува, што е она што им го прави животот поубав, како се гледаат себе си во иднина. Поидовната точка на овој проект Креираме заедно беше токму тоа, да го отсликаат својот внатрешен свет. Ова посебно беше важно за невербалните деца, кои што потешко комуницираат со средината. И токму заради тоа ги избравме тие аудиовизуелни алатки како еден најнепосреден начин да се изразат себе си. Какви се алатки користеа? Самата уметност, сама по себе е алатка за изразување кога овие деца, но што вие конкретно користевте во овој проект? Така, морам да кажам дека овој проект се имплементира во партнерство со Скопје филм фестивал и Сината птица. Практично станува збор за проект на Европска унија за заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со попреченост од Западен Балкан и Турција, а кофинансиран и спроведен од УНИЦЕФ. Така е. Значи, Скопје филм фестивал годинава за прв пат станува инклузивен фестивал, а ние како партнери на овој фестивал се потрудивме тоа да се имплементира, значи да стане реалност. Токму поради тоа осмисливме на паралелни активности со кои што овие деца ќе бидат не само пасивни реципиенти на она што го нуди фестивалот, во случајов придружната детска програма, него и креатори на тој дел од фестивалот. Работилниците се состојат од видеоработилници и од фотографски работилници за деца со различни видови на попречености на возраст од 9 до 14 години од инклузивни училишта од Скопје, Тетово и Струмица. Значи, во зависност од афинитетите создадовме групи за фотографија и за видеозапис. Така, кој беше обучувач, кој ги водеше овие работилници? Дали истата екипа работеше и во Тетово, и во Струмица, и во Скопје? Да. Значи, фантастични луѓе, прекрасни луѓе пред се, со извореден сенс за работа со деца. Станува збор за режисерот Јане Алтипармаков и фотографката Наташа Гелевска, кои што морам да кажам, со многу љубов, со многу ентузијазам, со прекрасен сенс ги воде овие работилници во сите 3 града.
Како изгледа на дете со попреченост да му се даде камера во рака? Дали е тоа лесен процес? Тоа баш и не беше лесно, ќе бидам искрена, бидејќи работилници од различен вид се правеле за овие деца, фотографски работилници, ликовни цртачки и така натаму, но работилници за видеозапис мислам дека досега за деца со попреченост не се правени. Токму ради тоа ние многу се грижевме околу тоа тие камери да бидат приспособени на нивните капацитети, на нивните можности. Па работевме со мали хенди камери со кои што многу лесно може да работи практично секое дете. Инаку групите не беа составени само деца со попреченост, туку имаше деца со типичен развој. Зошто се важни ваквите комбинации? Именно главната цел за која што цело време зборуваме и за која што се заложува и нашето здружение е практично целосна инклузија, целосна интеграција на овие деца, на овие ученици. Морам да кажам дека овие работилници се спроведува во инклузивни училишта и покрај тоа што овие деца во тие инклузивни училишта практично учат, живеат едни покрај други, тие видовме ситуации каде што тие и не комуницираат многу меѓу себе. Не се познаваат многу меѓу себе. Така што целта на овие работилници беше да се зближат, да ги зближат своите светови, да се запознаат во процесот на работа, типичните деца да им помагаат, да им бидат некакви можеби ментори во некој случај на децата со потешкоти во развојот, да видат со што се тие се соочуваат на дневно рамниште, со какви се проблеми. Така да имаше прекрасна интеракција меѓу нив. Се родија, како да кажам, некои пријателства се зајакнаа, се родија нови пријателства. Кај типичните деца се појави, можам да кажам, интерес повеќе за тоа како им е всушност на нивните другарчиња со попреченост во секојдневниот живот, конкретно во училиште. Така. А како реагираат децата со попреченост во овој цел процес? Дали уживаа? Беа ли задоволни? Како не? Мислам, тоа е слика која што ја гледаме на сите работилници. Токму поради тоа што тие немаат многу придружни активности осем училишните, на кои што ќе можат креативно да се изразат, тие беа призадоволни, присреќни. На крајот од секоја работилница не прашуваа кога ќе дојдете пак, сакаме уште и така. Така да сега со нетрпение ги очекуваат завршните настани на кои што ќе можат да ги видат продуктите кои што сами ги сработиле. Така, пред да стигнеме до тоа, јас би ве запрашала што доминира на овие снимки, па и на цртежите, на сликите, што доминира од нивното секојдневие, затоа што тие на овој начин требаше да го изразат она што го живеат, да се види што живеат нивното секојдневие. Има ли нешто што доминира? Дали се тоа фотографии кои што, не знам, рефлектираат среќа? Зависи од сензибилитетот на секое дете. Секоја фотографија е различна. Но морам да кажам дека од она што го гледаме, забележуваме дека нивниот светоглед не се разликува толку многу, не е толку многу поразличен од нашиот. Самата таа една подкрената, една убава, радосна атмосфера која што морам да кажам дека владееше на тие работилници, создаде едни продукти кои што ќе ви измамат насмевка на лицето. Така. Вашата ќерка учествуваше во овој проект? Не, за жал, не. Тоа училиште не беше вклучено во овој проект. Колку деца беа вклучени, колку училишта партиципираа во овој проект? Така, идејата ни беше да не биде проектот да го дисперзираме малку и во помалите градови во Македонија, така да се одлучивме за работилници во Струмица и во Тетово. Опфатени се вкупно 8 училишта инклузивни и 86 ученици од тие училишта од 9 до 14 години. Така, сега планирате се тоа да премине во еден инклузивен детски фестивал. Ајде сега повеќе да позборуваме за тоа што сеќе може да се види на Скопскиот филмски фестивал на 21 април. Тоа е практично завршната манифестација која што ќе биде во Скопје, значи на 21 април во 19:30 часот во Кинотека на Македонија, каде што ќе бидат изложени фотографиите кои што ги сработија децата од трите града и ќе бидат прикажани и видеозаписите. Ќе има кратка детска филмска програма и дебата на тема креативноста, прозорец кон светот на различностите. Па ги поканувам сите заинтересирани, сите родители кои што имаат член со попреченост, ова е посебна покана за оние деца кои што имаат братче или сестриче со попреченост да дојдат, да ги видат тие филмови, а за родителите да ги поканувам да дојдат да учествуваат и на дебатата. Така, па и родителите со деца со типичен развој би можеле
да ги донесат своите деца да се запознаат, бидејќи инклузијата е многу важна и во еден Апсолутно, речиси во секој училиште има по некој детенце со попреченост и убаво е да биде свеста на многу повисоко ниво за овие деца. Имате ли податок колку филмови отприлика ќе бидат прикажани? Изложбата колку цртежи содржи, колку фотографии се тоа. Видеозаписите кои што ги работевме се практично како компримиран материјал од сите градови, тие се околу 15 на минути. Кој ги монтираше? Ахмет Нувид Бингол, тоа е еден мушне креативен, како да кажам, човек кој што долго време се занимава со оваа работа. Не беше лесно да се измонтира материјалот, не можете да имате целосна контрола кога ќе му дадете на едно дете камера в рака да следи една наративна линија. Значи знаеа многу често да се растрча, да побегнат од приказната која што претходно ја замислеа. Така да имаше многу материјал кој што требаше да се склопи во една убава целина. Инаку на отварањето ќе бидат прикажани 3 анимирани филмчиња, 3 или 2 анимирани и 1 игран филм, пошто ќе следи дебатата, а фестивалот ќе продолжи на 22 исто во Кинотека на Македонија, кога ќе бидат прикажани повеќе филмови. Така, кој се ќе биде вклучен на дебатата? На дебатата планираме да вклучиме родители на деца и млади со попреченост, особено родители кои што имаат некакво искуство, односно можеби се некаква позитивна приказна, како да кажам, во развивањето на креативноста кај своите деца. Така. Завршните настани ќе бидат во Струмица и во Тетово. И во Тетово. Значи, по настанот во Скопје ќе има уште нешто, исто така интересно што ќе се одржи во овие градови каде што всушност се започна целиот проект. Така. Да, значи планираме завршни настани во Струмица и во Тетово, затоа што тие деца секако ќе сакаат да си ги видат завршните продукти и затоа што сакаме да иницираме инклузивен филмски фестивал и во овие помали градови. Што е од голем бенефит, како што кажавте, и за децата, и за родителите. Не само на нетипичните деца, туку и на типичните деца. Не само на децата со попреченост, туку и на децата без попреченост. На овие завршни манифестации ќе биде прикажана истата програма, само во сублимирана версија. Така. А што велат обучувачите? Какво искуство имаат кога работеа со овие деца? Па, на почетокот влегоа со мала, исто така, нели, како повеќето луѓе, со мала неизвестност, мал страф, нели, за тоа како ќе остварат таа интеракција, бидејќи во групите деца имавме деца со Даунов синдром, со церебрална парализа, деца со оштетен слух, со потешкоти со говорот. Имавме аутистични деца, поготово со аутистичните деца беше навистина предизвик да се работи. Така, бидејќи тие многу често и одбиваат да работат, односно не сакаат да работат. Да, но зачудувачки беа многу кооперативни. Беа многу кооперативни дури оние деца со потешка форма на аутизам. Секако дека треба да им се дозира времето кое што во кое што би ги ангажирале за одредена активност, но сите беа бескрајно ентузијастични. Секогаш се работеше групно или понекогаш и индивидуален пристап имаше во сето ова? Имаше и групен и индивидуален пристап. Значи на моменти работеа во групи, разговараа меѓу себе, се снимаа меѓу себе, а некогаш одеше тоа како некакви мали интервјуа, еден на еден, дете со дете. А во однос на децата кои што беа вклучени во проектот, тоа беа деца кои што се вклучени во редовна настава во училиштето или можеше да се вклучат и деца кои што живеат во тие градови? Не, значи овој проект е имплементиран на ниво на тие избрани општини и на ниво на училиштата кои што се во тие општини, така да проектот е спроведуван на ниво на училиште. И тоа реков на возраст од 9 до 14 години, така што во него може да се вклучат само ученици од тие училишта. Како ќе се развива овој проект? Јас се надевам дека ова е еден добар почеток.
дека ова е еден добар почеток и изразувам искрена надеж дека не само Скопје филм фестивал, него и другите културни манифестации, етаблирани културни манифестации ќе најдат начин како своите содржини да ги направат инклузивни, односно како во своите содржини да понудат нешто и за оние луѓе малку поинакви, за луѓето, за децата со попреченост конкретно. И пак ќе повторам, не само како пасивни реципиенти, него да им дадеме шанса и да креираат. Да не седат секога само во публика. Така е. Во овој случај тие се практично и креатори на дел од програмата на Скопје филм фестивал. Так. Ево уште на самиот крај да ги поканиме гледачите да појдат на 21 април на Скопскиот филмски фестивал. Од колку часот почнува? Ова е придружна програма на Скопскиот филмски фестивал. Скопскиот филмски фестивал традиционално си почнува на 20 април, додека на 21 април во Кинотека на Македонија ќе почне придружната програма Креираме заедно. Ги поканувам сите родители, сите дечиња, сите заинтересирани да дојдат и да ни се придружат таа вечер. Ви благодарам што бевте дел од Нулен Плюс. Се надевам дека ќе има навистина заинтересирани, дека овој проект ќе има еден успешен тек, дека ќе се развива и понатаму, а ние ќе бидеме таму во петок. Ви благодарам многу. Так, тука го заокружуваме денешното издание. Следете на секој работен ден од 12 до 12:30, секако во рамки на утринската на Тилма. Ви посакувам пријатен ден.